Градежната оператива на фирмата Жикол деновиве ги изведува завршните работи на Кејската улица во Оризари, со која населбата ќе добие модерна сообраќајница во два смера. Се работи на крак од улицата Гоце Делчев во должина од 740 метри, на кој во изминатите денови беше поставен првиот асфалтен слој, а од денеска се поставува и вториот слој. Вкупната дебелина на асфалтот ќе достигне 10 сантиметри. Инаку патот е со широчина од 7 метри, а од двете страни се поставени тротоари со широчина од по 1,5 метар. Кејската улица Гоце Делчев, која е дел за реализација од програмата за 2017 година. Станува за улица чија должина вкупна е околу 1500 метра, меѓутоа станува збор за вториот дел од улицата Гоце Делчев, која се должина од 743 метра. Првиот дел во околу 1000 метри се реализираше минатата година, со ова се завршува целата Кејска улица. Значи станува збор за улица со асфалтна дебелина од 10 сантиметри, кој ќе се става во два слоја. Покрај асфалтирањето на оваа улица, Кејска улица, што ја нарекуваме во село Оризари, ќе се изградат, веќе се во фаза на изградба и тротоари од двете страни на улицата, во ширина од по 1,5 метар и од левата и од десната страна, кои ќе бидат постелени со бекатон плочки. Исто така ќе се веќе започнато и во најскоро време во овие денови ќе се заврши и со улично осветлување, модерно улично осветлување на овој дел од улицата, со што влезот во Оризари ќе добие еден модерен тек. Пуштањето во употреба на оваа сообраќајница значително ќе ги растерети другите две од левата и десната страна на Оризарска река, кои се со нефункционална широчина и значително оштетени, при што го отежнуваат сообраќајот. Паралелно со реализацијата на овој проект, општина Кочани издействува да се постави нов асфалтен слој на деградираниот дел од магистралниот пат на мостот на Оризарска река. Присуствуваме на асфалтирање на регионалниот пат, фактички на делот кај Оризари. Мостот што беше во една многу лоша состојба, се започна со гребење на асфалтот и поставување на нов слој асфалт, кој ќе биде во дебелина од 5 сантиметри. Со тоа ќе го рехабилитираме овој дел, што представуваше како црна точка не само за жителите од Оризари, него за сите што влегуваа од делот на Виница према Кочани. На тој начин комплетно е решен еден чувствителен дел од излезот од Оризари по новата улица Гоце Делчев и приклучувањето кон магистралниот пат кој ја поврзува оваа населба со Кочани и понатаму кон другите делови на државата.